А во следните минути време за нашата рубрика Будење. Мислам дека веќе ја имаме. Ете ја мојата именјачка Цеце или Цветанка Макаровски ни е на линија, председател на Федерацијата на лизгачки спортови на Македонија. Цеце, добро утро до тебе. Од каде ни се јавуваш, каде те лоцираме? Се јавувам од Скопје, на малку поинаква дестинација од лизгалиштето. Тренизите завршија бидејќи почнуваат многу порано од вклучувањето во емисијата, сепак е почеток на школската година и мора да бидат со своите училишни обврски. Добро, некаде си во двор, во домашно обкружување или на сосема поинаква локација, бидејќи фино изгледа елката зад тебе. Она што сега и ти го напомена, и тоа е секако нешто што сакав да го нагласам, да оние кои што професионално се занимаваат со уметничкото лизгање навистина се едни од нашиот калибар на луѓе, односно ранобудници, бидејќи јас сум фасцинирана од професионалноста на дечињата и нивната дисциплина. Стануваат многу рано за да ги извршат своите први утрински тренинзи. Па кога веќе на некој начин го започна тој муабет, може слободно да споделиме како функционираат тренинзите на оние кои што професионално се занимаваат со уметничкото лизгање и секако за професионални цели го користат лизгалиштето во спортскиот центар Борис Рајковски. Да, фасцинантна информацијата дека се започнува со тренинзи во 6 часот наутро, што значи дека некаде во 5:20 треба да бидат станати подготвени за тренинг. Тоа се работи за деца од 4,5 годишна возраст па се до 18 годишна возраст. Меѓутоа таа љубов кон спортот, кога еднаш ќе се сади во нив, тие не се откажуваат. Значи воопшто не им е тешко да станат наутро, да дојдат на тренинг, и тоа е само првиот дел од денот со кој што треба да се соочат. Потоа имаат школски или предшколски активности за помалите, потоа имаат уште еден тренинг и секој ден така се до завршувањето на зимскиот период, колку што ни дозволува отвореното лизгалиште при спортскиот центар Борис Рајковски. Да, како беше за време на зимскиот распуст, дали тренинзите им беа малку поинтензивни со оглед на тоа што тие беа послободни? Да, за време на зимскиот распуст имаме одлична соработка со спортскиот центар Борис Рајковски. Сепак, освен за рекреација, не стапуваат термини за нашите спортисти. Тоа е период во кој што најмногу може да се посветат на лизгањето, ослободени нели од школските обврски. Имавме достаточен број на тренинзи, се подготвивме и бевме на еден меѓународен натпревар со европски критериум во Софија, каде што настапи нашата јуниорка Исидора Исјановски. Очекуваме дека до крајот на сезоната и пред нашето првенство Скопје најстоја меѓународен меѓуклупски натпревар и воедно национално првенство, кој што ќе се одржи на 27 и 28 февруари. Се надевам дека до тогаш ќе бидеме одлично подготвени за достојно да ја представиме нашата земја во конкуренција со земји учеснички како и секоја година од Србија, Италија, Бугарија и така натаму. Да, ќе позборуваме малку повеќе и за новото издание, кое што годинава е 10-то и јубилејно за овој натпревар меѓународен Скопје на мраз, но претходно ќе се навратам на информација поврзана со рекреативците. Знаеме дека лизгалиштето за жал е се уште единствениот простор во кој што можат сите граѓани тука кај нас да уживаат. Тоа значи дека и оние кои што професионално се занимаваат, но и оние кои што сакаат да дојдат и навистина рекреативно да го уживаат лизгањето. Па еве ме интересира откако е отворено лизгалиштето, каков е интересот досега. Претпоставувам дека за време на зимскиот распуст беше и многу поинтензивна посетата, но кога или во кој период од денот имаат можност сите оние луѓе кои што рекреативно сакаат да дојдат и да лизгаат, да можат да го направат тоа, со оглед на тоа што останатите термини се резервирани за оние кои што професионално се занимаваат со уметничко лизгање? Да, интересот за овој спорт секоја година е се поголем. Можам да кажам дека дел од тоа е наша заслуга како спорт, бидејќи навистина и секако и вас новинарите кои што навистина правите одлична промоција на спортот. Термините за рекреативното лизгање започнуваат од 10 часот наутро. Само во периодот помеѓу 16 и 18 часот има пауза, во тие термини ние имаме спорт. Сите останали, сигурна сум дека работи до 10 часот навечер. За време на зимскиот распуст имаше посета и на наши сограѓани од другите градови, кои што организирано преку нивните професори по физичко воспитание
доаѓаат со организиран превоз со автобуси и тоа е една одлична можност за сите наши деца, граѓани да дојдат и да го посетат лизгалиштето. Јас можам само да кажам дека жалам што сезоната ни трае толку малку, бидејќи сепак се работи за отворено лизгалиште и временските услови не дозволуваат да трае подолго. Убедена сум и секоја година го повторувам истото, дека доколку имаме повеќе месеци мраз, ние навистина можеме да постигнеме како спорт повеќе резултати, може многу повеќе рекреативци да научат сериозно да се занимаваат, значи да го научат спортот, да го научат лизгањето, меѓутоа ние сепак работиме со тоа што го имаме и не се откажуваме. Да, многу пати сме кажале дека потенцијалите се огромни, но реалност од друга страна е таа која што ја имаме веќе низ години наназад, можеби бележиме некои така побавни чекори во поглед на подобрувањето на условите, но она што еве и ти го истакна е дека доаѓаат дечиња од другите градови со цел да можат да почувствуваат како е да се лизга на мраз. Тоа е веројатно момент кој што треба да го слушнат надлежните, дека навистина се потребни повеќе вакви простори и во останатите градови вчирум Македонија, затоа што навистина сите го заслужуваат тоа. И сега велиш, од година во година интересот е се поголем. На што сметаш дека се должи тоа, со оглед на тоа што станува збор за еден спорт кој што, нели, да речам официјално може да се ужива најмногу во зимската сезона кога лизгалиштето е достапно, бидејќи понатака тренинзите во остатокот од годината се сосема поинакви. Така е, да. Ние би сакале да имаме минимум 9 месеци мраз, меѓутоа тоа за сега не е возможно. Во текот на зимата, односно од декември до крајот на февруари, некогаш имало години кога и почетокот на март сме имале мраз, меѓутоа тоа сепак зависи од дворичните услови, кога е премногу топло, тоа не е возможно. Понатаму во текот на годината по потреба одиме на подготовки во Словенија, во Хрватска, во Бугарија најчесто. Останатиот дел се така наречени суви тренинзи, на кои што се работи на некои специфични вежби наменети за уметничко лизгање, балет, гимнастика. Уметничкото лизгање е спорт кој што е спој на повеќе спортови. Она што го гледаме сега е резултат на една макутрпна работа, воопшто не е лесно да се направи било која пируета. Секој што застанал на лизгалки знае дека колку е потребна кондиција само да се излизга целото лизгалиште. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние сепак не ја губиме надежта дека надлежните ќе го слушнат нашиот апел и ќе ни возможат навистина добри услови за практикување на спортот и секако на рекреација, бидејќи ова е еден од ретките зимски спортови кои што може да се практицираат, да не мора да се на планина, со ски и така натаму. Во градски услови, да кажам. Баш така. И пред малку ти го спомена веќе надпреварот во Софија, што значи дека годината стартуваше надпреварувачки. Зашто стануваше збор? Ја споменавме и Исидора Исјановски, но покрај надпреварот во Софија можеме ли да најавиме нешто друго за што се подготвуваат девојките, кое што би не очекувало до пред да се одржи оној, да речам, што е препознатлив надпревар за Скопје и за Македонија, тоа е Скопје на мраз, кој што споменавме не очекува кон крајот на февруари во неговото 10-то јубилејно издание. Што до тогаш? Така е. До тогаш ќе се подготвуваме, бидејќи навистина не ни преостанува многу големо, не ни преостанува време. Мораме да се насочиме кон подготовки за националното првенство и меѓународниот надпревар, меѓуклупски надпревар Скопје на мраз, кој што навистина со особена гордост можам да кажам дека е 10-то поред. Значи ги издржавме сите искушенија, да направивме максимално тоа што можевме да го направиме и сакаме да им дадеме простор на сите спортисти кои што дури и годинава почнуваат со лизгањето, а имаат потенцијал да бидат надпреварувачи, да се подготват кореографии, да ги извежбаат своите кореографии, да извежбаат тоа што можат да направат за овој месец и одлучивме дека треба да ги искористиме тука потенцијалите, да работиме вредно, односно они да работат вредно со наша поддршка, за да можат да освојат што е можно повеќе бодови и да бидат горди на себе што успеале за толку краток период да го дадат својот максимум. Да, освен Софија има што се случуваше конкретно во Софија, еве да ни споделиш? Да, тоа е Софија трофеј, тоа е по европски критериум, ASO надпревар. Имаше преку 300 учесници. А колку од Македонија учествуваа?
Да, учествуваше само Исидора, само таа беше подготвена. Да, само таа беше подготвена. Ние сме имале помасовно учество на таков тип на надпревари, меѓутоа за жал не бевме во можност да ги подготвиме доволно добро. Сепак стартувавме на 1 декември, а надпреварот беше на 8 јануари. Сепак еден месец, а претходно се немало тренирано, беше при многу краток период за да се изложат пред се родителите на трошоци, децата спортистите да се под стрес, така да еден надпреварувач достојно ја представи нашата земја. Се надевам дека по завршувањето на мразот ќе продолжиме со сувите тренинзи и се надевам дека ќе постигнеме успех на предстојните надпревари кои што нема да застанат со застанување на мразот кај нас. Ќе се спремаме за Јуниор Гран При, сепак мислам дека Исидора повторно ќе биде таа што ќе учествува на Јуниор Гран При, што е една одлична можност како мала земја со толку малку денови мраз да бидеме представници на едно такво престижно надпреварување. Да. Цеце, јас од фотографиве кои што ги подготвив и од видеото кое што ни кружеше, а и во неколку претходни наврати сме зборувале дека не ги гледаме момците на ова лизгалиште, барем не во професионалните води. Што е со интересот од нивна страна? Има ли момчиња кои што сакаат да тренираат уметничко лизгање и еве нека биде ова еден повик, апел до сите оние кои што не гледаат, до родители, до баби и дедовци, дека ова е исто така еден одличен спорт и за нив? Така е, ние сепак живееме во малку попатриархално општество, морам да кажам, каде што малку стигма се јавува во однос дека ова е женски спорт, меѓутоа статистиката не го кажува тоа. На светско ниво уметничкото лизгање е повеќе застапено од момчиња него од девојчиња. Меѓутоа на прво кога ќе се каже уметничко лизгање, веднаш ми доаѓа сликата дека се работи за девојчиња кои што лизгаат, девојчиња, девојки се едно. Секако ова е спорт кој што е подеднакво застапен и кај момчињата и кај девојчињата. Да, и јас би спратила апел дека воопшто не е никаков женски спорт, него навистина спорт кој што е машки спорт. Дури девојчињата знаат да кажат дека се преморени, им треба многу кондиција, многу тренинзи, така да ги повикувам сите кои што сакаат своите деца, ако ништо друго да научат да лизгаат, момчиња или девојчиња, да поелат на термините во кои што ќе добијат професионален третман од нашите тренери и асистенти и ќе го научат спортот. А за понатаму се надевам дека ќе го засакаат. Да, имаше една актуелна кампања минатата година дека не треба да подлегнуваме на предрасудите и дефинитивно ова е една предрасуда дека уметничкото лизгање е исклучително женски спорт, така што се надевам дека ќе дадеме апел, ќе ги охрабриме и момчињата да дојдат и да лизгаат, ако ништо друго барем рекреативно да се забавуваат, а верувам дека оној кој што еднаш ќе проба и тоа како ќе го засака уметничкото лизгање и целата таа атмосфера што се случува токму таму. Цеце, ти благодарам за овие утрински информации. Ние се гледаме наскоро и во студиото со оглед на тоа што вие како председател на Лизгачката федерација или на лизгачките спортови на Македонија имате многу што да кажете во наредниот период со оглед на тоа што е зима и зимата е вашата актуелна сезона, така што сите детали за многу скоро во нашата утринска на Тилма, секако се гледаме и да ги соопштиме некаде пред почетокот на Скопје на мраз, 10-тото издание, некаде кон крајот на февруари, повторно со сите тие детали поврзани за тој меѓународен надпревар. До тогаш ти посакувам добро расположение, добра работа и секако кондиција, она што е многу потребно да се издржи сето ова што вие го правите овој период од годината. И благодарам и на вам на поддршката и добро утро на вашите гледачи. Благодарам. Се надевам дека уживавте за момент во оваа слика која што пренесовме од, за жал споменав, единственото лизгалиште во Македонија. Веќе спомена и Цеце дека доаѓаат организирани групи од другите градови од нашата земја, бидејќи тие за жал немаат каде да го почувствуваат тој спортски дух или целата таа убавина која што ја носи уметничкото лизгање како спорт. Се надевам дека и заедно ќе ги урнеме тие бариери и предрасуди, дека ова е исклучиво женски спорт, така што се надевам дека и се повеќе момчиња ќе се заинтересираат за истиот.